Audi A6 е еден од најважните луксузни премиум модели на германскиот производител на автомобили од Инголштад. Под ова име, моделот екзистира на европскиот и светски автомобилски пазар 31 година, поточно од 1994 година. Но имајќи предвид дека се надпреварува со останатите конкуренти од C сегментот, луѓето од компанијата со 4 прстени сметаат дека Audi A6 е наследник на уште еден легендарен модел, а тоа е моделот Audi 100. Приказната на Audi 100, а со тоа и на автомобилите од C сегментот на Audi, започнува во далечната 1968 година. Audi со својата стотка го освои златниот волан 5 пати, беше прогласен како автомобил на годината 2 пати и еднаш како автомобил на годината во светот. Од моделот Audi 100 вкупно се продадени 3,2 милиони единици, а заедно со автомобилите кои го носеа името A6 од 1994 година, вкупната бројка на продадени автомобили од сегментот C изнесува импресивни 9,84 милиони возила. Денес, 31 година откако моделот го доби своето ново име A6, Audi ја представува својата нова 6-та генерација на моделот. Овој луксузен автомобил веќе може да се најде на пазарот како Avant варијанта, а од јули 2025 година започнува официјално да се продава и седан верзијата. Во оваа емисија направивме краток осврт токму на седанската изведба на луксузната лимузина на Audi. Што знаеме за новиот Audi A6 седан? Надворешно, новиот A6 седан има јасни и функционални линии, типични за дизајнот на Audi, но и аеродинамични својства со досега невидена ефикасност во палетата на брендот од Инголштад. Она што го прави особено спортски и атрактивен овој автомобил се заоблените линии на горниот дел од страничните прозорци, особено во задниот дел. Во поглед на димензиите, новиот седан е долг 4,99 метри, што го прави за 60 мм подолг од моделот на претходната 5-та генерација. Меѓуосовинското растојание е 2927 мм, што го прави исклучително комфорен за патување на подолги релации, а широчината му е околу 1,88 метри без ретровизорите. На кровот е поставен панорамски прозорец, кој дополнително дава чувство на пространост и се протега речиси по целата должина на кокпитот, со што во интериерот можете да обезбедите максимална осветленост или пак максимална затемнетост. Панорамскиот кров е составен од 6 сегменти, што може да се вклучуваат и исклучуваат, и со тоа да обезбедат максимална заштита од сончевите зраци, радијација и одсјај. Предницата делува моќно, со тенките атрактивни предни светла и централно поставените 4 прстени од логото на Audi. Најважни за аеродинамичноста на моделот во предницата се странично поставените елементи за впивање на воздухот, со кои се постигнува подобар проток на воздухот, но и се добива дополнително агресивен дизајн на германската лимузина. За протокот на воздух важен е и предниот спойлер, поставен во долната област под предниот браник.
Со него се намалува подигнувањето на предната осовина, што заедно со панелите под шасијата овозможува полесен и побрз проток на воздухот под возилото. Аеродинамичноста се зголемува благодарение и на задниот дел, кој има форма на ночбек и има заоблена линија на задната хауба, која завршува со широк дифузер, што пак позитивно влијае на динамиката на возењето. Инаку, капацитетот на багажникот има волумен до 492 литри. Моделот А6 седан има опционална адаптивна воздушна суспензија, со која идеално се комбинира спортскиот дух со комфорот при возењето. Овој систем ја регулира висината на телото, амортизацијата, а директно влијае и на самата аеродинамичност. Во нормалниот мод, спореден со стандардната суспензија, возилото е поставено пониско за 20 мм, додека во динамичниот мод, возилото се спушта за дополнителни 10 мм. Како опција, можете да изберете и управување на сите тркала, што е значајна асистенција за прецизни маневрирања во градскиот метеж. Со овој систем при ниски брзини, задните тркала може да се вртат до 5 степени во спротивна насока од предните тркала, со што се подобрува влегувањето во тесни свиоци и кривини. При поголеми брзини, поради засилување на безбедноста, задните тркала се движат во ист правец како и предните. Звучната изолација во интериерот на лимузината, споредено со претходниот модел од петата генерација, е подобрен за околу 30%. Прозорците се подобро изолирани, изолацијата на задната хауба го намалува звукот на ветерот, а сите тркала со големина 19 инчи или повеќе се опремени со абсорбери на звукот. Во интериерот е поставен специјален Audi MMI тенок панорамски дисплеј со заоблен изглед. Тој се состои од 11,9 инчен фиксен виртуелен кокпит и 14,5 инчен екран чувствителен на допир. Ако сакате, можете да порачате дополнителен Audi MMI екран од 10,9 инчи и за совозачот. На него совозачот може да пребарува веб страни, стримува музика или видеа, или да му помага на возачот при следење на навигацијата. Содржината на дополнителниот екран за совозачот, благодарение на динамичниот мод на приватност, возачот не може да го гледа, па согласно со тоа и не може да му пречи во возењето. Новиот А6 може да се опреми и со посебен head-up дисплеј, кој проектира слика во предното стакло, во која возачот може да ја следи брзината, активните системи за асистенција, инструкциите од системот за навигација и медија информацијата. За прв пат, основните функции на аудиосистемот може да се контролираат и преку head-up дисплејот, во која параметрите се менуваат со копчињата на воланот. Новиот А6 седан го користи Android Automotive оперативниот систем за контрола на инфотеймент системот, а бројни надворешни апликации, како што се Spotify, YouTube и други, може да се симнат од продавницата за апликации на Audi, кои се интегрирани директно со автомобилот, што значи дека не ви треба смартфон за да ги симнете и синхронизирате апликациите. Од опремата, новиот седан доаѓа со многу опрема, која е стандардна или се плаќа опционално, а на оваа листа се наоѓаат адаптивен круз контрол, ограничувач на брзина кој е прилагодлив на сообраќајните знаци и ограничувања, препознавање на знаци, задна камера, асистент за паркирање со мерење на растојанието, предупредување за излегување од коловозната лента, асистент за ипносопирање и многу други мали и големи нешта. Што се однесува до моторите, новиот седан на стартот ќе биде опремен со 2 бензински и 1 дизел мотор. 2 од овие 3 мотори ќе имаат и mild или блага хибридна технологија, што значи дека ќе бидат делумно електрифицирани. Оваа технологија на благ хибрид им дава поддршка на моторите со внатрешно согорување и ја намалува емисијата на јаглерод диоксид. Технологијата на благ хибрид се состои од 3 елементи: 48 волтна батерија,
алтернатор стартер на ремен и нов генератор на моќност. Литиум-ионската батерија има капацитет за складирање од 1,7 киловат-часа. Алтернаторот пак има задача да го стартува моторот и иницијално да ја наполни батеријата со електрична енергија. Повеќето мотори може да се спарат со погон на сите тркала, кој се нарачува како опционал или дополнителна опрема. Надворешно А6 можете да го изберете во една од расположливите 11 бои, а моделот можете да го изберете со атрактивните алуминиумски тркала на Ауди со големина од 18 до 21 инчи. На европските пазари, основните модели на Ауди 6 ќе имаат цена од околу 55.000 евра. Нема никакви дилеми дека романскиот производител на автомобили Dacia направи маестрален потек кога застана под капата на францускиот гигант Renault. Автомобилите добија нов, свеж и атрактивен дизајн, нови платформи и мотори, сериозно подобар квалитет и издржливост, а при тоа останаа исклучително примамливи во својата цена. Како резултат на тоа, на европскиот автомобилски пазар, најпродаван автомобил во минатата 2024 година беше токму Dacia Sandero. Одлични резултати во континуитет постигнува автомобилот од SUV класата Duster. А сега, како и што ветија во 2021 година, луѓето од Dacia решија да влезат и како што самите велат да го освојат C-SUV сегментот. Според нив, идеален производ да ја остварат својата цел е нивниот нов модел Dacia Bigster. Новиот Bigster е дизајниран пред се како робусен семеен автомобил, со кој можете да одите и на работа и да ги вршите секојдневните рутини. Bigster, гледан од прва, навистина одговара на своето име. Тој е голем, робусен, остава моментен впечаток. Предницата му е подигната како кај SUV возилата, ја има препознатливата темна маска, која во средината го носи Dacia Lincoln. Толк 4570 мм со меѓуоскино растојание од 2702 мм. Може да се избере и во две бои, како и со специјален црн кров. Bigster доаѓа со 17 и 18 инчни тркала како стандард и со 19 инчни тркала кои може да се порачаат како опција. Како што вели Дейвид Дурант, подпредседателот на одделението за дизајн на Dacia, во интериерот е направен напор да се истакне највоочливото и најкарактеристичното – големата пространост. Користени се едноставни геометриски линии кои го следат и надворешниот дизајн, а се бараат од клиентите кои го преферираат C-SUV сегментот. Потребните информации за време на возењето можете да ги следите на информацијскиот кластер
кој може да има големина од 7 или 10 инчи, зависно од нивото на опременост, додека инфотейнмент системот е ист кај сите модели и има екран чувствителен на допир со големина од 10,1 инчи. Во интериерот на Бикстер дополнително можете да уживате благодарение на двозонската клима, која има издуви на воздух и во задниот дел. За оние кои на Dacia Bigster гледаат како автомобил кој може да се вози во градот, на автопат и надвор од патот, можат да изберат и модел со погон на сите тркала. Во поглед на моторите, Bigster може да се избере со еден хибриден мотор на бензин и струја со моќност од 150 конски сили или во еден од трите mild, благи хибриди со моќност од 130 до 140 конски сили. Иако се работи за модел од буџет класата, веројатно изненади резултатот на Euro NCAP тестот на моделот Bigster, според кој автомобилот освои просечни 3 звездички и јасно покажа на кои елементи треба инженерите на Dacia да му посветат поголемо внимание во иднина. Се што вози работи подобро со Liqui Moly. Моторни масла и адитиви, произведени во Германија. There's dirt on my hands, strong like a tree. There's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down for the sleepless night. Откако се комплетираше спојувањето на двата автомобилски гиганти Fiat Chrysler Automobiles FCA и PSA Group во 2021 година и се создаде новиот конгломерат Stellantis, тогашниот генерален директор или CEO на групацијата Карлос Тавареш го даде ветувањето дека ниту еден од брендовите кои со спојувањето влегува во новата групација нема да сгасне и дека во сите брендови ќе се инвестира најмалку 10 години од тогаш. Денес, 4 години подоцна, Карлос Тавареш веќе не е директор на Stellantis. Тој се повлече од функцијата во декември 2024 година. Новата групација, кон крајот на месец мај, начело го донесе поранешниот директор на Jeep, италијанецот од Наполи Антонио Филоса, кој својата кариера во Fiat групацијата ја започна во 1999 година. И се уште е рано, но се посилни се шпекулациите дека ветувањето дадено од Тавареш дека во брендовите на Stellantis, без оглед на нивната успешност, ќе се инвестира најмалку 10 години, веќе не важи.
Меѓу марките кои се посочуваат како најзагрозени се чини дека се Chrysler, кој остана само со еден актуелен модел, и луксузниот бренд Maserati, кој во 2024 година продаде само 11.300 автомобили, и за кого Stellantis веќе замрзна еден план за инвестиции од 1,6 милиарди долари. Во оваа непопуларна селекција честопати се сместуваше и под заборавениот италијански за многумина бренд ставен на респиратори Lancia. Па сепак, луѓето од Lancia се убедени дека брендот ќе оживее, ќе добие нова физиономија, нови освежени модели. Едниот од нив, новата Lancia Y, веќе беше лансирана во минатата година, а за следната се очекува лансирањето и на моделот Gamma, кој треба да биде знаменосец на брендот. Во текот на минатиот месец, Lancia на представниците на меѓународниот печат им го покажа и новиот спортски модел YHF, комплетно електричен автомобил со моќност од 280 конски сили и забрзување од 0 до 100 км на час за само 5,6 секунди и со одлична агилност благодарение на диференцијалот за ограничено пролизгување. Новинарите можеа да го возат и хибридниот модел HF Line со препознатлив спортски изглед и легендарното HF лого. За оние кои не се упатени, логото HF за прв пат е исковано во 1960 година на сајмот за автомобили во Женева, каде е создаден така наречениот Hi-Fi или во превод High Fidelity Club, во кој членуваат само најверните клиенти на брендот кои имаат купено најмалку 6 автомобили од марката Lancia. Подоцна, HF логото станува заштитен знак и на спортските тркачки автомобили, а во самото лого е вметната силуетата и на мало црвено слонче како символ на верувањето дека кога еднаш ќе го започнат својот трк, слоновите се незапирливи, имаат огромна брзина и никој не може да ги запре. Доволно моќна приказна и за автомобилите на Lancia кои имаат вонсериски перформанси и гордо го носат заштитниот знак HF. Представените модели на Lancia YHF во електрична и хибридна верзија го носат логото HF со поедноставени линии, но и со незоставното црвено слонче во него. Хибридниот модел е веќе достапен во салоните, додека електричната верзија ќе започне да се продава по завршување на летото. Новиот YHF, како што напоменавме, носи електричен мотор со моќност од 280 конски сили со вртежен момент од 325 Нм, максимална брзина му е 180 км на час, а со својата литиум-ионска батерија со моќност од 54 кВт има домет од 370 км. На брз полнач овој електричен Hi-Fi се полни за 10 минути. Предните браници се спортски и јасно воочливи. Го носат HF логото, а алуминиумските тркала од 18 инчи, задниот дифузер и спортските калници формираат агресивен спортски дизајн. Во интериерот повторно доминираат спортските линии со ласерски сечени спортски седишта, перфориран кожен волан со логото HF, алуминиумски педали за ножните команди и нов графички интерфејс, а предната инструмент табла во која боите се прелеваат од сина на портокалова боја. Стандардниот модел нуди инфокластер со големина од 10,25 инчи, безжично поврзување со Apple и Android, автоматска контрола на климата, безжично полнење на смарт телефон и амбиентално осветлување. Во поглед на безбедноста, моделите се опремени со автоматско сопирање, со детекција на пешаци и велосипедисти,
надгледување на слепата точка во ретровизорот, адаптивен темпомат или круз контрол, препознавање на сообраќајните знаци, предна и задна камера. Хибридниот модел пак, Lancia YHF Line, доаѓа со хибридниот 1,2 литарски мотор со 3 цилиндри, со моќност од 110 коњски сили и максимална брзина од солидни 190 км на час. Опремен е и со автоматска трансмисија, како и со алуминиумски тркала од 17 инчи. Атрактивните спортски модели YHF му ги даваат на брендот Lancia попат загубените спортски емоции, истовремено преплетени со најновите технолошки достигнувања во автомобилската индустрија. А менаџерите на брендот имаат уште малку време да му докажат на врвот од групацијата Stellantis дека во нив вреди и понатаму да се инвестираат време, енергија, креативност и пари. Недоволно развиената мрежа на полначи на батерии во урбаните средини редовно се потенцира како еден од најсериозните проблеми кои го успоруваат прогресот на електричните автомобили во Европа и светот. Со својот најнов експеримент, најголемиот провајдер на каршеринг системот во Европа, Free2Move, во соработка со Ample, нуди одлично решение на овој проблем. Имено, дизајнирани се посебни станици изработени од Ample, кои возачите ќе може лесно да ги лоцираат со помош на апликација на мобилниот телефон и во кои за само 5 минути автоматски ќе се замени истрошената батерија со полна. Експериментот почнува со 40 возила Fiat 500e, кои веќе се хомологирани и може да се користат на посочениот начин, а ако е се во ред, наскоро флотата треба да порасне на 400 возила. На почетокот, проектот со менливи батерии започнува во Мадрид, но потоа се очекува да се прошири и низ цела Шпанија и пошироко, а Stellantis групацијата логично ја поддржува одличната идеја на Free2Move. Во 2026 година, корискиот производител на автомобили Kia планира да лансира нов SUV со прилично нетрадиционален дизајн. Новиот електричен SUV, кој беше за прв пат представен на Kia EV Day 2025 година во Барселона, првенствено е предвидено да се надпреварува на европскиот пазар. Засега е концепт кој ги навестува основните дизајнерски и конструкторски карактеристики на новиот автомобил и ќе биде најмалиот модел во линијата на нови EV автомобили на Kia. Дизајнот на Kia EV2 е футуристички, нема странични столбови, а задните врати се отвараат наназад, што го прави влегувањето и излегувањето прилично лесно и едноставно. Сепак, се смета дека кога автомобилот ќе оди во серијска верзија, без столбовите ќе бидат вратени во дизајнот. Во предниот дел, интересни се дневните и предните светла, кои се поставени вертикално, а предните светла согласно дизајнерската линија Star Map на Kia се отворени и немаат заштитно стакло, што им дава дополнително впечатлив изглед. Подот е рамен, а предната клупа подвижна и благодарение на склопливите задни седишта може да се повлече до самиот крај на кабината. Во интериерот, овој концептен електричен SUV изобилува со многу флексибилни прегради и фиоки.
Се очекува цената на овој автомобил од иднината да чини околу 30.000 евра.